почитувани присутни, почитувани членови на Македонски манифест, граѓани присутни и почитувани присутни на средствата за јавно информирање, барем тие што не удостоивте. Македонскиот манифест, изнедрен од народот, а предводен со чистата, јасната мисла и остриот збор на господинот Евтим Клетников, води 10 годишна битка за зачувување на македонското име, за зачувување на македонскиот идентитет, за зачувување на македонската култура и би рекол се што е македонско. Во таа битка Македонскиот манифест е успешен досега и ќе биде истраен се до конечната победа. Пред 10 дена се роди идеја, една од многуте добри на господинот Евтим Клетников, да се напише краток, јасен, концизен апел до председателот професор доктор Ѓорги Иванов, значи председателот на Република Македонија, дека го поддржуваме во неговите напори за спас на уставното име Република Македонија, за неменување на уставот на Република Македонија и бараме од него да поведе правна постапка пред органите на Обединетите нации, дали ќе е Совет за безбедност, дали ќе е Генерално собрание, не е битно, но знаеме дека таму е работата. Тоа е вистинскиот начин како да се реши проблемот на Грција со името Република Македонија, а не нашиот проблем. И еве веќе 5 до 6 дена собираме поддршка онлайн, а веќе наши активисти се испратени по градовите во Република Македонија за поддршка од македонскиот народ, од граѓаните на Република Македонија за овој апел на Македонскиот манифест. Бидејќи тие се есенцијата на македонското ткиво, тие се суверенитетот на оваа држава, а оваа држава се вика Република Македонија и убедени сме дека и така ќе продолжи, и само тие се тие што ќе ја одбранат, а впрочем тие ја одбранија на 30 септември, кога покажаа дека не дозволуват никој да го менува името. За идејата, за целта и за се во врска со оваа благородна идеја и акција, го поканувам господинот Евтим Клетников да ја запозна и македонската јавност. Povedете, господин Клетников. Почитувани, како што гледате, мотото на нашата денешна средба е името е нашата татковина. Тоа е слоганот на Македонски манифест. Ние веќе 10 години и моето семејство и моите пријатели од Македонски манифест водиме жестока, би рекол, духовна и секаква битка за зачувување на името, бидејќи тоа е навистина единствената наша татковина и печат на нашето постоење, земен и небесен печат. И ако го изгубиме него, ние се губиме и себе си и целокупната историска меморија и културно-цивилизацијска слава и мартирска, би рекол, што ја носи со себе. А веќе него го прогласија за мртво нашиот премиер и влада, му ја додадоа погубната придавка северна, со која значи дека ние од тој миг не постоиме како македонци и Македонија, туку како некој нов идентитет кој не е идентитет. Работата е дојдена до работна бездната. Ние сега, како никогаш досега, се наоѓаме пред хамлетовската дилема да се биде или не. А веќе реков, дури сме и турнати од тој раб, ние паѓаме веќе во бездна со она што ни се случува. Да биде работата уште потрагична и подраматична, ние сме сведоци на една бескрупулозна цивилизација која што го носи своето гордо име западна либерал-капиталистичка демократска, а целата е во една фарисејска маска, цивилизација која најбескрупулозно го заговара глобализмот во име на својот материјален профит. Знаете, ја тука ќе се навратам
покрај Шекспир и на Ерих Фром, кој што има едно диагностичко дело на тој план, а тоа е неговата филозофска книга "Да се има или да се биде". Западот избра формулата "да се има", за разлика од нас кои секој сме действувале под слоганот "да се биде". И они под таа формула да остваруваат материјален профит, да го глобализираат светот и да го наметнуваат корпоративниот модел на планетата планетарно и да го заведат новиот систем на робовладетелство, не бира средства. Тоа е цивилизација која изврши редица геноциди во светот. За нив зборуваат акрибично антрополозите во своите книги и која сега врши еден геноцид над Македонија и македонците на еден, би рекол, многу драматичен и грозоморен начин, бидејќи македонците ги имаат преживеано и физичкиот геноцид, биле таманети физички, го имат преживеано и религискиот геноцид, останувал дел во својата вера кон Господ, го преживеали и јазичкиот геноцид, кој што му е наметнува многу пати, бугаризирајќи ги, грцизирајќи ги, србизирајќи ги, а сега во ново време албанизирајќи ги и така натаму, но не можеле да се докосурат и тоа го покаже и најпогубниот, како да кажам, историски миг на погубност, Букурешкиот договор од 1913, кој исто така не им успеа на западните планери, кои што јас ги викам според еден стих на мојот омилен поет Пол Целан, "Мајстори на смртта", и сега тие се досетија на онај најубиствен геноциден тип кој што се вика антрополошки, идентитетски геноцид. Тоа значи преименување на еден народ, а преименувањето, како што тоа го имаат фиксирано, како што го имаат елаборирано сите антрополози, психолози, етнолози и така натаму, значи пресечување на еден народ, патот кон неговата историска меморија, враќањето кон неговата генеза. Така што, мислам, на народот не му е доволно јасно што е тоа идентитетски геноцид и затоа е тој малку лежерен. Но идентитетскиот геноцид е, како што велат, реков, сите антрополози, најстрашниот вид на смрт од сите видови на смрт. Затоа што со него со еден потек, како со гума, се брише целокупната историска меморија. За да биде попарадоксална македонската ситуација, западните планери, мајстори на смртта и од Брисел и од Вашингтон, се послужија со нашата марионетска квислиншка влада, со петата колона, така што ги избраа нив за реализатори на нивниот геноцид, смртоносен по однос на македонците, и тоа го прават, како што гледаме од како дојде на власт оваа влада, со брзина на светлината. Нас не носи поплава, не носи потоп, не носи катастрофа, кон ништо, кон непостоење, кон смрт. Значи, подраматична од никогаш досега не била ситуацијата за македонците. Намерно се разединуваат, се врши терор врз нив, се затвараат, невини луѓе, уметници се прогласуваат за терористи, само затоа што си ја сакаат татковината. И така натаму, и така натаму. Да не зборуваме, на митинзите некогаш излегуваат по 1000 луѓе, затоа што огромен е притисокот на страво нив. Има над 1000 полицајци околу обколени, со борни коли како да е војна, значи едно енормно невидено заплашување. Сакам да кажам дека овој притисок варварски врз Македонија и македонците, само врз македонците во Македонија, тој геноцид е наменет само за македонците. Тоа е јасно и како белден, за никој друг во Македонија. Значи, речено е тие да се избришат од картата на народите. Зошто не знам. Но тоа е фашизам. Немојте да мислите дека преостар збор употребувам. Тоа е фашизам, бидејќи секој геноцид не може инаку да се објасни, освен како фашистички. Значи, Брисел прави фашистички геноцид врз македонците. Вие знаете дека Јоханес Хан,
Ja ги викам тие политидиоти бриселски, простите на тоа, но морам така да ги именувам. Тој и каже отворено на владата на Заев: применете балкански методи, затоа што треба да се уништи овој народ, да не постои. И така тргнаа тие. Меѓутоа, нивните методи од Брисел се пострашни, тие се нацифашистички, значи ги надминуваат балканските методи. И она што е страшно за Европа, возгордеана, либерал-капиталистички за Вашингтон, што се гордеат со тоа, нивен најстрашен збор е зборот демократија, бидејќи кога ќе го изустат тие, нивните бомбардери полетуваат и се спремни да спепелат цели народи и нации. Тоа го покаже и Обама, да речеме, претходниот председател Нобеловец. Сега Нобеловот и на нашиот председател му ја даваат, затоа што они даваат веќе Нобелови на луѓе кои уништуваат народи. Идете, до таму е дојден парадоксот. Значи се е манипулирано во овој свет. Затоа единствен спас, влакно, како да речем, што остана, сега, евентуално да ги вратиме работите назад, е овој апел кој што денес го презентира Македонски манифест на јавноста, испратен до председателот Ѓорги Иванов, имено да го даде проблемот кој не е наш на другие, и на Грција, и на Европа, и на Вашингтон, да го даде во Обединетите нации, каде што сметаме дека е тоа институција на правдата, иако можеме и малку и да се сомневаме во неа, бидејќи само да потсетам дека геноцидниот преспански договор меѓу првите кои го поздравија беше генералниот секретар на ООН Антонио Гутиереш против сите норми, покажувајќи ја со тоа нормата правна јус когенс, првиот член од Обединетите нации за правото на секој народ за самоопределување. Може би тој потек председателот требаше многу порано да го влече пред сега, меѓутоа веројатно и тој бил во некои илузии, се надевал дека сепак ќе сопрат работите, дека сепак ќе победи некоја правда, некое меѓународно право, меѓутоа сме сведоци дека апсолутно се прекршуваат сите норми на меѓународното право. Хашката пресуда е крунски сведок за нас, дека не функционира тоа право, не функционираат институциите кои така наречениот демократски запад и создал за спас за човештвото, а да не зборуваме за нашите институции правни и така натаму, кои апсолутно не постојат. Апсолутно се во еден хаос и во една полтронерија на власта. Тие се вклопени во таа петоколонашка функција за ликвидација на македонците и на собствениот народ. Ние Македонски манифест бевме кај председателот, разговарахме за оваа травматична ситуација кај нас, геноцидна, смртоносна, и еве тој се согласи дека сметам дека ќе си стои на зборот, дека тој чекор ќе го направи, бидејќи нема друг чекор, да го стави името во Обединетите нации за правна и цивилизацијска, би рекло, разврска, и се надевам дека тој и утре во неговиот говор, во обраќање до нацијата, до народот, ќе ја промовира таа идеја. Би било доблесно од него и верувам дека тој ќе го стори тоа и конечно да видиме, барем да остане трага дека сме сториле се, и се надевам дека во Обединетите нации ќе го решат правилно тоа. Еве, ние имаме и некои пријатели веќе големи кои ја видоа ситуацијата и кои застанаа на страна на правдата, полугласно, повеќе гласно и така натаму. Тоа е пред се Русија, да ја спомнам, која не го призна силеџиското гласање во парламентот. Вие знаете, од затвор беа влечени луѓе со најстрашни уцени, загрозувања по безбедноста на животот и така натаму. И ова перфидна сега, како се вика, за помилување, амнестија, мислам, најперфидна, со
така селективни и така натаму, правниците поубаво знаат тоа да го разглобат. Мислам, се е конструирано така да се изврши крајниот геноцид и пописот што се најавува без национална графа и Нобеловата награда на премиерот. Се е тоа скроено во овај план на Пентагон за ликвидација. Вие знаете дека и тиранската платформа дојде од ЦИА преку Пентагон, дојде и бугарската од таму, дојде и Преспанскиот договор од Пентагон. Еден професор грк, доблесен човек на Лондонскиот универзитет, имаше интервју во Нова Македонија, го потврди тоа, рече тоа е план на Пентагон. Грк, професор, има грци сегде, нема народ лош. Има народ само со идиоти, политичари, со насилници, со силеđи кои фрлаат во него отров и го заразуваат. Значи, еве, на јавности го обзнануваме овај апел до председателот. Сметаме дека ќе си стои тој на зборот. Имаме големи адути, реков, Русија не го призна гласањето силеđиско, антиправно, кажа дека го почитува референдумот на кој двотретинското мнозинство се изјасни против Преспанскиот договор. Па ако сакате, тука е и Кина, една сјајна, правична земја, огромна, која што не е лакома да се бори за материјален профит ни светот, да гурива светот за да добива како Западот што го прави тоа, туку работи трудолюбиво. Едно кинеско семејство може со една рака ориз да живее цел месец, за разлика од овие на кои семја малку и чии банки ги гои сиромаштијата по светот. Потоа имаме 140 земји кои не признале подуставното име. Како ќе им објасниме ние дека сме си го сменили името? Со кој срам, со кој образ? Може тоа премиерот Заев да го стори неговиот министер Димитров и другата камарила петоколонашка во парламентот што го ликвидира сопствениот народ идентитетски. Но ние не ќе можеме честните македонци да излезнеме од срам вон границите. Јас сум поет, ме канат на фестивали во странство, во многу земји. Јас не можам да одам тамо како северно македонец. Може Заев, може Димитров, може Чечеринска со нејзините тенкови, Столтенберг и така натаму. Меѓутоа јас не можам. Вие не можете што сте овде. Значи нас не доведува до еден раб на морална деградација, да се срамиме од тоа што не довеле до тоа. Сега јас, бидејќи е ред, многу е краток апелот, уште да ви го прочитам, а после би го поканил колегата, мојот пријател Сотир Костов, кој што ја водеше акцијата за собирање потписи и поддршка на председателот за овај апел, да објасни конкретно за акцијата, што е собрано, колку е собрано и до кога ќе трае таа. Значи, македонски манифест. Драги македонци, било каде да сте, како поединци или во формални или неформални издруженија, во овие последни драматични денови, пред планираното формално укинување на се македонско од страна на власта, Македонски манифест ве повикува да го поддржите апелот упатен до председателот на Република Македонија за превземање итни чекори пред ООН за одбрана на македонското име. Апел до професор доктор Ѓорѓе Иванов, председател на Република Македонија. Почитувам председателе, поради директна, темелно организирана и сериозна закана од идентитетски геноцид на македонскиот народ, како нов, до сега невиден изблик на фашизам, спротивно на цивилизацијските постулати, како и на меѓународното и националното право, спроведуван од октруираните органи на власта, владата и парламентот со безобзирно игнорирање на јасно изразената воља на македонските граѓани од дветретинско мнозинство,
на сеопштиот референдум од 30 септември 2018 година, а официјално потврдена и од надлежен државен орган, ние, македонците од Републикава и странство, индивидуално или организирани во различни неформални и формални здруженија, ви се обраќаме вам, како на единствена институција избрана со најголем број гласови на непосредни избори, која е уставно овластена за представување на Македонија, а оттука на војата на македонските граѓани во огромното мнозинство, итно да започнете официјална правна процедура пред ООН за одбрана на името по пат на признавање на Република Македонија под нејзиното име, во согласност со принципите на ООН за самоопределување на народите и правото на себе одбрана како нивно неприкосновено право. За Македонија да ни векува. Тоа е наш заеднички долг кон татковината, но и кон човештвото и праведноста. Македонски манифест. Ви благодарам, а сега го повикувам уште еднаш Сотир да каже поконкретно за акцијата на Македонски манифест за собирање поддршка за председателот. Му благодарам на господинот Ефтим Клетников за благородната идеја, што ние, морам да признам, веднаш ја прегрнавме и еве, и денес правиме напор да ја обзнаниме како на македонската јавност, така и на целата европска и светска јавност, или поточно до сите македонци било каде и да се наоѓат. Значи, идејата е на Ефтим Клетников и Македонски манифест, но веќе 5 дена онлайн се шири и младите експерти што ни помогат во реализација на оваа акција ми информираа пред оваа конференција дека онлайн бројката е достигната 8460 и дека деновиве ќе биде уште многу поголема. Прва пресек ние ќе правиме дента пред гласањето, ама еве и ова нека биде некој индикатор за 4 дена само колку подписа електронски се собрани или идејата колку ја прифатиле, но многу побитно е да кажеме дека оваа идеја уште кога ја обнанија пред 4-5 дена на оваа трибина што беше овде од Македонски манифест, веднаш ја прифатија и веќе понатаму ја шират. Тоа и во моментот го прават. Глобалната мрежа Сите за унитарна Македонија, Македонскиот отпор, организација која директно ќе ја спроведува оваа акција, бойкотира и уставни промени. Тоа е една од организациите што ја правеше акцијата Бойкотирај, а и сега бойкотира и уставни промени. Македонски обединети сили, Зеро колектив, Центар за квалитет, институција Виста, кој по општините ќе оди и ќе ги собира оние па живи подписи, би рекле, во тетратките што ќе ги пуштиме. Трајни заедници, Млади за Македонија, Ластар, Сдружение на уметници од Тиквишијата, Хабеас Корпус, Европско движење град Скопје, Македонска Масада, МПЗ Тошев Прилеп, Архи бригада на ИТ и интернет иноватори, тоа се господата што ги спомнав, што ни помага, Комитет за одбрана на неправедно обвинетите од 27 април, наши, ние, граѓанските акции и движења за одбрана на името, кои постојат од септември во Охрид, Лакочерај, Јегуновце, Новаци, Мислешево, Струга, Драчево, Кавадарци, Штип, Велес, Неготино, Драчево, Кочани, Прилеп, Гостивар, Битола, Струга, Зрновци, Бутел, Петровец, Сопиште, Охрид, Македонски Брод, а во моментот и во останатите средини урбани во Македонија се организираат и со еден збор би рекол, тоа се голем број на интелектуалци, академици, ги има и овде меѓу нас, универзитетски професори и наставници, научници, работници, уметници, спортисти кои се загрижени за неповолните состојби во Македонија и се подготвени енергично и одлучно да спречат промената, срамна на името Република Македонија и срамната и нахрадна промена на Уставот.
би спомнале само некои од нив, бидејќи да ги мотивираме граѓаните што побрзо и што масовно да ни се приклучат. Нашиот пријател Джейсон Мико, велат американец, не, тој е и македонец, аналитичар и комунист. Бил Николов, голем борец македонец во Канада за граѓански активист и председател на Меѓународното македонско движење човекови права. Жаклина Михајлова, нашата пријателка од Австралија и членка во Советот на Јужен Велс од Австралија. Александар Станковски, уметник, Томислав Тодоровски, писател, Митра Асовски, генерал во пензија, Наташа Котлар, професор, Борче Грузанов, поет и новинар, Драган Венецки, новинар и член на Македонскиот манифест, Цветан Гавровски, професор, Олгицка Трајковска, правник, Меопомени Корнети, амбасадор, Михајло Миновски, универзитетски професор, Запров, диригент, денес присутен со нас, некои од останатите, Стојан Стојков, композитор, Тања Карахамишова Јовановска, универзитетски професор, Милојка Калкашлиева, судијка на Врховен суд во пензија, Андријана Јаневска, естраден уметник и професор, Радован Поповски Бизи, рапер, Милица Смичковска, судија на Врховен суд во пензија, Слободан Пренџов, универзитетски професор, Коле Манев, академски сликар, Фима Клетмокова, поетеса и наша содружничка во Македонскиот манифест, Јованка Кепеска, универзитетски професор, Ристо Никовски, дипломат и колумнист, Ламбер Анувудов, колумнист, Цветан Шлиманов, новинар, Александар Дастечки, универзитетски професор, Александар Јусјаков, режисер и писател, Коста Деминовски, универзитетски професор, Ненад Ристевски, новинар, Владимир Темков, академски сликар, Оливер Ерандонов, универзитетски професор, Ивица Китановски, мултимедија, графички дизајн, продукција и постпродукција и многу други. Немам време сите да ги прочитам, а ги имаме уште и само велиме, македонци, ова е последен обид пред срамното гласање кое се планира во јануари, дали е тоа 9, дали е тоа 15, дали е тоа 16, ние се уште не знаеме, да се организираме и затоа ја користам приликата во името на Ефтим Клетников, во името на сите членови на Македонски манифест, во името на сите овие респектабилни организации кои не поддржаа во првиот бран. Приклучете ни се на свес.мк порталот. Ќе најдете онлайн апликацијата, кликнете, придружете ни се, да во моментот кога ќе ни го менувате името да кажеме дека ни има десетици, дека ни има стотици илјади, до тогаш правиме напори со нашите пријатели од Канада, од Соединетите Американски држави, од Австралија, заеднички да истапиме со еден список на кој сите ќе се подпишеме, ако треба и ќе го печатираме и да кажеме дека ние немаме име за менување, ние немаме устав кој ќе биде силуван на ваков начин што ни го прави меѓународната заедница и овие одбрани под наводници 80 пратеници. Се надевам дека акцијата ќе биде успешна, бидејќи надежта последна умира. Никој не ми веруваше или голем, многу малку ми верува кога во август месец во една дебата реков ќе победиме, тоест референдумот нема да биде успешен и тогаш јас сум еден од тие што кажува дека акцијата бойкотирам нема лидери. Лидер е граѓанинот на Република Македонија. Граѓаните тоа го покажаа на 30 септември. Ние ги победивме овие насилници, политички и правни, но тие само за 19 дена ни ја одзедува победата на насилнички начин, откупија 8 пратеници во кои верувавме, а гледаме дека не сме требале да им веруваме, тие сепак били издајци на македонското дело и на македонската кауза, но токму тој коперникански пресвет ни дава надеж пред се на луѓето од Македонски манифест и на сите овие организации кои заедно сплотени ќе се бориме до конечната победа, дека и ние можеме да им приредиме коперникански пресвет, да им направиме нивното салто морале, да им го претвориме во салто мортале, но во правна и политичка и морална смисла, не во оваа животна смисла, и да ги победиме и да си го заштитиме името. Ви благодарам на сите што денеска присуствувате, особено на оние средства за јавно малку средства што не покрија, медиумски не покрија, но како и да е гласот на Ефтим Клетников, на Македонскиот манифест и на сите овие организации што ги спомнав, заборави само едно да кажам, ќе почнеме и паралелна акција со политичките партии, ова е граѓанска акција на Македонски манифест, но да ги врзумеме и политичките партии и нив да ги добиеме во нашето друштво, во нашето јато, така да ги изолираме осамени, СДСМ, ДУИ и тие што им припаѓаат на нив, ако ние велиме дека се одродници
од македонскиот род и одат против државата Република Македонија и против интересот на македонскиот народ. Уште еднаш, благодариме за првичната подршка која не е мала, од сите градови е прифатена, тетратките ќе ни бидат вратени некаде кај 7-8 јануари, тогаш ќе ги видиме и тие подписи, а како што реков, онлайн подписите веќе се повеќе од 8490. Благодарам за присуството на пресконференцијата. Нашата акција продолжува. Мислам дека ќе се огласиме ден-два пред срамното гласање, кое се надевам и нема да се одржи, никој пат не се знае, во овој, би рекол, беден, јаден и срамен парламент на Република Македонија. Било и не повторило се, вели македонскиот народ. Ви благодарам за присуството.